Во време кога во Македонија секој трет граѓанин е невработен, а секој втори сиромашен, неопходно е да се превземе акција. Ние веруваме дека воведувањето на минималниот достоинствен приход може многу да придонеси да ја подобри состојбата. Предлагаме исплата од страна на државата, која ќе функционира како сигурносна мрежа за луѓето кои не можат да работат, немаат пристап до пристојна работа, не работат веќе подолго време или кои не заработуваат доволно за да го остварат минималниот квалитет на живот. Застануваме на страната на народот и зборуваме во името на оние кои немаат глас. Македонската платформа против сиромаштија е сојуз на здруженија на граѓани и индивидуални истражувачи, здружени со цел да се намали сиромаштијата преку промоција на социјална правда, партиципативна демократија, заштита на човековите права, еднаквост, недискриминација и владење на правото. Од 2011 година, Македонската платформа против сиромаштија е рамноправна членка на Европската мрежа против сиромаштија и ја следи Европската агенда за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост, со фокус на стратегијата за активна инклузија. Од тогаш се организираа фокус групи во 8 града. Се определија индикаторите за достоинствен живот во Македонија. Се изработи анализа за потребата од воведувањето на македонски достоинствен приход и се отвори процесот на негово дефинирање како дел од социјалната политика на Република Македонија. Фронтот за притисок го проширивме кон крајот на 2013 година, кога беше потпишан меморандум за соработка со граѓанската иницијатива 8 септември и се збогати со нивната иницијатива храна, вода, облека и струја за секое семејство. Заедно одржавме повеќе од 20 јавни настани и дебати, на кои разговаравме со граѓаните за проблемите што ги мачат и презентиравме како македонскиот достоинствен приход ќе им го направи животот поквалитетен. Ги издвојуваме двете последни активности. Третата конференција на лицата кои живеат во сиромаштија и социјална исклученост под наслов Достоинствен живот за сите граѓани, која опфати 200 сиромашни и социјално исклучени лица, а присуствуваа и представници од Министерството за труд и социјална политика и пратеници од Собранието на Македонија. Марш против сиромаштија под наслов 5 до 12 во центарот на Скопје, на кој дојде околу 2000 граѓани. Со своето доаѓање, тие сведочеа дека живеат се полошо и дека ниту една влада досега не придонела за унапредување на нивниот квалитет на живот. Истовремено потврдија дека статистиките кои ни ги презентираат за економски раст и раст на социјалните трансфери не се реални, туку граѓаните живеат во беда и сиромаштија. Маршот заврши со концерт за достоинствен живот. До каде сме? Иако досега направивме многу, не чека долг пат и уште многу работа. Во периодот што следува, ќе се иницираат измени и дополнување на Законот за социјална заштита, како и јавна собраниска расправа за потребата од воведување на минимален достоинствен приход.